Следниот разговор со соговорник се разбира во студиото 3 на Македонската телевизија на теми кои што беа наактуелни и одбележа изминатава 22 година. Пред 3 години започна здравствената криза и што туку помисливме дека целата приказна завршува. 2022 ја започнавме со сериозна политичка, економска и енергетска криза. Има ли надеж за поспокој на 2023 или пак сепак ќе ги живееме предвидувањата на многумина за потешка година од оваа што ја испраќаме? Анализа со универзитетскиот професор Васко Наумовски. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи. Господине Наумовски, повеќе теми отвараме утрово, барајќи одговор за поспокојно секојдневие, ако е воопшто можно во 2023. 2022 ни започна со воен конфликт на релација Русија-Украина, со последици какви велат познавачите долго ќе ги паметиме и санираме. Последните информации на темава се дека Русија изврши повеќе од 40 ракетни напади врз Украина за Божик. Украинскиот претседател Зеленски пак ги предупреди граѓаните да бидат подготвени на се за време на празниците. Годинава поминува, тензиите не се смируваат. Па, вообичаено е за време на празничните денови да се подсетиме на сите оние убави моменти, меѓутоа за жал во светот и во меѓународната политика постојат ситуации како и ова. Имено, малкумина верува дека длабоко во 21. век Русија ќе направи такво прекршување на меѓународното право, особено што таа е членка на Советот за безбедност, институцијата која што треба да се грижи за одржување на светскиот мир, но се случи она што Русија го представи како некаква нивна заштита на националните интереси и откако се случи тоа, малкумина верува дека тоа ќе трае толку долго, но еве гледаме дека не попушта ниту руската страна, ниту украинската. Длабоко сме навлезени во еден воен конфликт со сериозни последици врз економиите, не само врз економиите на страните кои што се вклучени таму, туку и глобални последици, би рекол. Се оно што ќе се случува во наредниот период ќе даде насока во кој правец ќе се движи целата ситуација, односно дали Русија и Украина ќе седнат конечно на преговарачка маса и ќе можеме да зборуваме за еден крај на овој конфликт или пак ќе се работи за еден долготраен конфликт со променлив интензитет, кој што секако нема да биде во корист на ниту една од страните. Рускиот нуклеарен арсенал и правилата што ги постави Москва ги за употреба на истиот единствените фактори што го спречуваат Западот да почне војна против Русија. Ова го изјави главниот сојузник на претседателот Путин Димитри Медведев во написот објавен 25 декември. И сега можната употреба на нуклеарното оружје е нешто што навистина наплашеше изминатава година и една од најчесто употребуваните закани. Не би верувал дека навистина ќе дојде до употреба на нуклеарно оружје. Нуклеарното оружје во меѓународните односи често пати се опишува како нешто кое што се користи за закана, но никогаш нема да се употреби. Знаеме дека крајот на Втората светска војна беа единствените случаи кога тоа оружје беше употребено. Државите кои што го поседуваат нуклеарното оружје го користат како елемент за демонстрација на нивната моќ во односите со другите држави, меѓутоа малку е веројатно дека ќе дојде до негова употреба. Ќе имаме веројатно и понатаму нови најави за употреба на овој тип на оружје, меѓутоа сметам дека и конвенционалното оружје и напредната технологија во оваа област и дава доволно простор за располагање и на руската и на украинската страна и низините сојузници да ги употребат на боиштето. И како да не беше доволна ситуацијава на релација Украина-Русија, од некаде септември почна и да се вжештува диалогот на релација Косово-Србија. Регионалните и европски лидери апелираат на диалог. Прашањето е дали има простор за истиот покрај вжештените глави на политичарите. Секогаш кога имаме еден застој во европската интеграција во регионот, се појавуваат овие нови повици за нови конфликти или пак оние замрзнати конфликти, каков што е оној во случајот помеѓу Србија и Косово, да добијат во интензитет. Но треба да го додадеме и фактот што Србија е единствената држава од регионот која што не се приклучи кон заедничката позиција на Европската унија во однос на санкциите кон Русија и тоа придонесува за зголемување на притисокот од страна на државите членки на Европската унија и САД кон Белград.
Во тој контекст и оние сили кои што постојат на Косово се залагаат за радикализација на односите се чувствуваат дополнително мотивирани да го искористат моментот дека сега е вистинскиот момент да се направи дополнителен притисок врз Србија и она што може да се направи и на што јас искрено се надевам е Европската унија конечно да понуди една јасна перспектива не само на Србија, туку и на останатиот регион, со што ќе се обесхрабрат сите сили кои што се стремат кон дестабилизација на регионот. Не е тајна дека има одредени центри чија што цел е дестабилизација на Балканот, како една спротивност на тежнењето на самата Европска Унија за целосна европеизација на регионот, која што пак ќе придонесе кон негова конечна стабилизација. И во меѓувреме Балканот и Македонија мета на хибридни напади со дојави на бомби. Во текот на вчерашниот ден имавме нови кои ги испразнија дел од училиштата во Скопје, Битола и Тетово. Се уште дали има од кои центри потекнуваат истите, но покрај тоа што прават паника и помеѓу родителите и помеѓу учениците, го парализираат системот на државите. Тоа е целта на тој тип на напади. Ние зборуваме за еден вид на хибридна војна, не војна во истинската смисла на зборот, туку создавање на една несигурност и страв кај населението, чија што цел е блокирање на функционирањето на самите држави, на самите општества и на тој начин да се постигне еден вид на дестабилизација. Јас верувам дека со денешните технологии во брзо време би требало да се направи некаков напредок во она операција за откривање на сторителите, затоа што ова не може да продолжи до бесконечност и сите оние кои што посекуваат ваков тип на дестабилизација ќе најдат на еден зид, имајќи предвид дека ние денеска и како членка на НАТО заедно со сојузниците во оваа алијанса располагаме со капацитети да се спротивставиме на овој тип на напади. Уште една тема која што не можев да ја одбегнам, да ве прашам во денешното гостување во Македонија наутро, актуелна и така ја заокружуваме годината, фокусот ни е корупцијата, нешто што го задржа меѓу другото вниманието и на стратешкиот партнер на Македонија, Соединетите Американски држави. И сега последните истражувања велат дека тоа е една од причините поради која што и младите најчесто сакаат да напуштат државата. Алармот е кренат, граѓаните дадоа поддршка. Прашањето ми е колку се реални очекувањата дека нешто може да се направи во брза иднина да даде истото резултати? Највидливите резултати ќе се постигнат кога конечно нашите институции ќе се решат да престанат само да ја најавуваат борбата против корупцијата, туку и да превземат конкретни чекори во таа област. Она што се случува во изминатиот период е би рекол една загриженост од страна на сојузниците пред се на Соединетите Американски држави дека една членка на НАТО, Македонија, е најкорумпираната држава членка на оваа алијанса. Согласно последните истражувања на Transparency International, Македонија има највисок степен на корупција, повеќе и од држави во соседството кои што во минатото биле синоним за корупција. Она што се очекува од нас е да се демонстрираат едни конкретни и видливи резултати во таа борба и на тој начин да се демонстрира дека Македонија е способна да ги започне конечно и оние преговори, односно отварањето и затворањето на поглавјата, каде што токму борбата против корупцијата ќе биде суштинскиот чекор, затоа што доколку во една држава имаме една ендемска корупција, како што е Македонија, тоа е пречка за функционирањето и на правосудството, и на администрацијата, тоа е пречка за странските инвестиции и, како што кажавте вие, тоа е најголемата причина зашто младите луѓе, па и луѓе од други генерации се одлучуваат да ја напуштат Македонија, затоа што чувствуваат дека немаат доверба во државата. Често пати се споменува она ниска доверба во правосудството или во обвинителството, меѓутоа во суштината лежи недовербата во самата држава и незините институции, со што граѓаните се одлучуваат да ја побараат својата изненада во организациите на државата. Борбата против корупцијата и резултатите во таа борба ќе покажат дека Македонија може конечно да се ослободи од оваа диагноза и на тој начин да чекориме напред кон исполнување на европските стандарди. Правиме резюме на 2022 и речиси нема убава тема за која што можеме да проговориме. Може би премногу е одговорно да побарам одговор од вас за некаква претпоставка за стабилизација за 2023, глобален скептицизам владее за годината кој што доаѓа.
Светот е менлив и она што било предизвик пред 20 или 30 години веќе не е предизвик сега, напротив се јавуваат нови предизвици. Во тој контекст, она со што ние ќе се соочиме и како држава и како регион е енергетската криза и последиците врз економиите во регионот од таа криза. Од друга страна, ние сме исправени пред предизвикот за конечно заокружување на таа почетна фаза за преговорите за членство во Европската унија и во тој контекст верувам дека ќе се направи некаков консензус помеѓу политичките партии да се изнајде начинот како Македонија конечно да продолжи напред. Секако ќе има можности за позитивни моменти во 2023 година доколку имаме резултати во борбата против корупцијата, доколку имаме поголема свесност кај нашите политички елити за државните интереси и доколку се одлучиме дека сите заеднички ќе градиме нашата иднина овде, а не некаде во странство. Лошите времиња имаат научна вредност. Ова се прилики кои добриот ученик не би ги пропуштил, ќе каже таткото на американската книжевност Ралф Валдо Емерсон, па со последното прашање, доволна прилика ли е лошото време кое го живееме за генерациите да учат како не треба? Па, знаете, добрите времиња раѓаат слаби луѓе, а лошите времиња раѓаат силни луѓе. Се она што се случува како криза во една држава е шанса за почеток на нешто ново. Токму кризните времиња овозможуваат да се изнедат решенијата за нив и со тоа подобро да се постават темелите за идните времиња и за идните генерации. Доколку пак сме во една фаза на економска благосостојба, секогаш ќе следи еден период на опуштање и создавање на слаби луѓе, како што вери таа поговорка. Кризните времиња би требало да се искористат за почеток на нешто ново и за создавање на една нова иднина. Благодарам за анализата. Ја заокружуваме 2022 со нови теми се гледаме во 2023. Благодарам. Благодарам.